Сега малку ќе појдеме во време минути за музика за дамата која што само преку едно видео, така кревко едноставно ја сподели својата порака до сите нас и не проблем на некој начин, меѓутоа стигна до сечија адреса речиси во Македонија и Леле, не се сеќавам, ама Евгенија, наша, ама Зарина Првасевда, сенска. Така ќе кажеме. Не знам за колку, дали за 2-3 дена се случи цела состојба да се смени во корис на Зарина Првасевда и на ансамблот, да појдете во Манчестер и да бидеме Македонија, токму со неа на најголемото музичко експо во светот. Точно така, фала многу добре ве најдов. Да, беше доста стресно, интензивно и така натаму, нешто што треба да оди многу гладко и нешто што треба да биде радосно. За мене како артист треба да одам таму со една убава широка насмевка, со мојата позитивна енергија. Без стрес. Без стрес. Меѓутоа и така како што бидна, сум многу среќна и задоволна и благодарна на сите луѓе кои помогнаа во целата таа работа, да им кажеме на оние кои не следеа. Зашто станува збор? Да, во суштина имав поднесена апликација на најголемото експо на светот што постои Womex за традиционална музика и таму стигнуваат илјадници, нели, илјадници од светот апликации и тоа е многу тешко внатре да се влезе. Прво и основно е многу скапа и голема инвестиција, затоа што тоа е шоу кое не е платено, туку одиш и инвестираш за да го покажеш она што го работиш. Еве така да кажам најпросто. Имав среќа да бидам оваа година избрана за да бидам на една од... Сега прв пат аплицираш или неколку пати? Прв пат аплицираш. И успешно, значи, супер. А кога се случуваше апликацијава точно? Па пред, можеби, една година скоро. Вистина? За годинашто во експо? Да. Сериозно? Па нема, има 10, не, какви 10, повеќе илјади апликации од целиот свет. Да, се артисти кои се навистина. Знаеш што ми се допаѓа дека целата состојба е дека сериозно ги разгледуваат апликациите на секој поединечно кој што може да даде придонес. Има жири кои се екстремни професионалци, буквално луѓе кои добивале Гремис и така натаму, мислам, тоа е многу сериозна работа, не многу артисти започнале своите светски кариери, големи со представување таму. Значи сигурно ова ќе ти отвори многу хоризонти и многу нови врати во поглед на музиката, но да се навратиме на она што ни го раскажуваше. И да, во суштина таа апликација беше одобрена и сега доаѓа моментот оваа година, Womex се сели секоја година во различна држава, оваа година беше во Велика Британија, во Манчестер и се разбира ние како македонци имаме потреба од визи. Јас ги аплицирав визите на месец дена предходно, се уредно, нели, за целиот ансамбл и така натаму. Ја добиваш прво ти визата и потоа... Значи, прво има процедура од 3 недели дека ние ги оставаме пасошите. Ние не можевме да ги оставиме пасошите предходно, затоа што јас имав шоу во Хрватска, која го имав подпишано веќе пред една година. И тоа мораше да го завршам и пасошите ни треба. А при тоа и сите членови на мојот бенд свират и со други бендови и надвор од државата и не можам да им ги земам. Како и да е, се договоривме и ги поднесовме на месец дена, како што е редот. Направивме се што треба, тоа се прескапи визи, тоа е една прекомплицирана апликација, не можам да ви објаснам. И за 1-2 недели од прилика стигнува мојата виза, визите на останатите, односно и тие одлуки дека нели имаат одговор, ги немав. А иако во апликацијата кажуваш дека ти и твојот ансамбл и членови треба, нели, практично тоа е тоа? И за сите членови поединечно пишувам дека тие доаѓаат со мојот бенд, дека ние сме група и дека одиме заедно и така натаму. Како и да е на 1-3 дена пред настан, видеото, каде што се купени авионски билети за летање од Тирана, каде што се купени сместувања. Значи, еден куп инвестиција е направено за тоа да се случи. Јас сваќам дека едноставно визите не стигнуваат и дека ние ќе треба да го одложиме, да го откажиме тоа шоу и тоа е голем срам прво за Македонија. Така. А второ за мене како артист и трето не е воопшто професионално тоа да се случи. И јас се наоѓам во една шахмат позиција. Размислував претходно, мислам, јас многу уредно ја
мислам, веднаш кога ја добив потврдниот одговор за апликацијата, јас веднаш испратив мејл до Министерство за култура, бидејќи сепак како највисока институција би требало да го препознаат овој. И да даде подршка. Одговор имаш или немаш? Не. Воопшто. Се до моментот додека не го сними видео. Да ја скратиме приказната за оние кои што не ја следеле по социјалните мрежи. На крајот се обраќаш до сите клучни институции во државата кои што можат да помогнат. Да донираат, и на тој начин некако се добиваат сите визии, вие заминувате во... Не стануваше збор, само да појаснам, не стануваше збор на крајот, бидејќи јас најдов спонзор од Унгарија, луѓе кои ја гледале Зарина и кои ја поддржуваат низ годините. Кој абсурд малку добро. Да, и тие го поддржаа нашиот настан со финансиска помош. Тука се работеше, јас барав авторитет кој може да ми помогне за да го врзаме процесот на добивање на визи. Моабетот ми е дали те демотивира моментот дека политиката или тие високи институции кај нас, кога ќе ги побараш, ги нема, а во ваква ситуација мора тие да ургираат, за жал, за ти да се најдеш на најголемата музичка сцена. Па можам да ви кажам дека целата работа се заврши на крајот со тоа видео и тоа е многу тажно дека на крајот сепак треба во една патетика да се обратам до својата публика и до луѓето што можат да помогнат. И тоа е многу тажно во суштина, тоа е многу фрустрирачко и тажно затоа што ова конкретно овој настан е толку голем што е многу битен и за државата пред се, не само за ти си амбасадор на нашата музика и ти пееш тамо на македонски јазик. И тоа што ми е многу жал и тоа што многу ме фрустрира, веќе 4-та година и повеќе Зарина се случува и се некако тие големите работи мора да поминуваат низ тие видеа, низ статуси, пишување така натака, за да институциите, односно... И реагираат некако. Да. Во суштина на крај работата ја реши британска амбасада, ја решија мои пријатели кои се бивши амбасадори, кои се така натаму и така натаму, луѓе кои се... сакало да биде. Да. И тоа е остварување на твојот сон. Ти се најден во Манчестер во пред 2 саботи, така пред 2 викенди од прилика. Во 9 часот беше настапот и Зарина и незиниот бенд се најдоа на сцената. Ајде за убавите работи. Вомекс. Вомекс. Кажи за Вомекс. Кажи за комплексноста на самиот музички експо, бидејќи многумина можеби прв пат ќе се сретнат. Ние не можеби, меѓутоа знаеме што значи музичко експо во светот. Да. Значи, тоа е еден огромен настан. Доаѓаат луѓе, професионалци од 250 држави од целиот свет. Таму има една сала огромна како саем и секоја држава си поставува свој штанд каде што си ги промовира своите артисти, бидејќи доаѓаат професионалци, зборувам од типот на луѓе кои имаат своји фестивали, луѓе кои се бават со продуценти, букинг агенти, менаџери. Дека и Костадин Чурбановски Шурбе беше дел од Вомекс. Па така ги букираат во суштина останатите артисти за Скопскиот Джеси. Беше и Оливер Делопета, да. Така, и за... И тоа е, ви велам, значи тоа е многу големо и сега таму е тој кој ќе сработи, нели? Кој ќе стигне до тие битните луѓе, мислам битните, тоа све се битни луѓе таму. Меѓутоа во суштина е многу битно да се наполни таа сала и што повеќе луѓе да го видат тој перформанс. Се ние во нашата ситуација, јас имав купено билет да отидам една недела претходно за да можам тоа се да работам, бидејќи како што нели често пати говорам дека јас сум самата свој менаџер, букинг агент и така натаму. Имав работа што треба да ја сработам, не успеав за жал, но тоа што е многу радосна вест е тоа дека салата се наполни. За концертот на салата беше полна. Како си помина, кажи ми? Тоа е многу важно. На крајот од целата оваа приказни патешествија. Не знам како си поминав. Тоа е одговорот. Освен што беше... Се уште не си свесна дека оствари својот сон? Буквално се случи тоа се во 24 сати. Претходно 24 патувавме, 24 имавме во Манчестер и назад во Македонија. Тоа што ми е многу битно е дека добивме одличен фидбек, односно рецензии, да, и дека пред се спонзорите беа присутни таму, ги видоа тие работи, беа многу среќни и задоволни, а и сите професионалци кои присуствуваа. Имаше и македонци кои што се, например, беше Логин Кочишки од Таксират, беше Оливер Белопета, беше Шурбе. И така, и тие дадоа, бидејќи ми го следат целиот пат и слушале разни настани на Зарина и гледале разни публики на Зарина, сите дадоа едни позитивни критики
И тоа е нешто што многу ме радува и на некој начин еве сум ја остварила својата цел. Колку време траеше концертот? И со што се Точно 45 минути на Тоа сакам да човери. прашам, артистите кои што се на музичкото експо, колку имаат простор и време, нели како што велат, Евровизија имаш 3 минути, овде кака е да речеме динамиката? Да, значи овде јас излегувам со штоперица и штоперицата куца 45 минути, мора да се прекине шоуто, да. А помалку од тоа исто така можеш да се представиш 35 минути? Можеш, ама не тие во Никој корис. не сака помалку. Само прашувам дали Гледаме тоа е максимум. музичкиот опус. Може, да, може. Задоволна си како се представи? Да, мислам дека беше еден од најубавите наши концерти, затоа што пред се таму има еден таков звук, една таква техника, Акустика, има кој знае 15 луѓе каква. на сцена кои се бават со нас, одличен бекстејдж, буквално, значи преубаво, немам збор. Многу е добро како искуство и многу се радувам дека членовите на мојот ансамбл исто така со мене го имаат тоа искуство заедно, затоа што ретко од Македонија имаме артисти кои излегуваат на вакви големи настани. И тоа дека можев тоа да го обезбедам не само на себе, туку и на повеќе луѓе во Македонија и дека тоа искуство понатака ќе влијае врз начинот на кој работиме, врз професионализмот кој го поседуваме, она што го покажуваме надвор од државата. Буквално идејата ми е со се што правам и до сега и од сега да покажеме дека Македонија има коњи за тркање, независно што еве пак ќе кажам, највисоките институции во државата тоа не го воочуваат, но јас се откажувам веќе да еве не ни поднесов проект во Министерство за култура, не можам понатака да се фрустрирам. Да, веќе се истоштуваш од борбата. Изискува енергија и непотребно, а само сакам да прашам уште нешто. Волмекс, што цени? Кои се критериумите, бидејќи знам дека цела авангардна и апстрактна знаеме дека треба да се покаже, затоа што мислам дека е сепак сцена кај што треба да имаш една своја музичка дистинкција од се останато понудено таму. Што ценат најмногу? Најмногу музика ценат. Тоа е нешто многу артистичност. Пред се музика. Значи тоа жири што е таму е поставено за да ја преслушува и да ја ревидира музиката, бидејќи рачунајте во истиот кош сме ставени ние и некои африканци кои значи прават експлозија своја некоја. И од целиот свет, мислам, тоа како фолклор има низ целиот свет, фолклорот сам по себе си, традиционалната музика е многу богата ризница. И сега, значи музиката, професионалноста, потенцијалот на артистот и така натаму. Искреноста е кон музиката, така. Да не заборавам дека пред една календарска година имав едно од најбавите искуства, ви велам од се срце на Офест, токму со оваа дама и незиниот ансамбл. Не знам, бидејќи ова е една од твоите најуспешни убави години, зборам и во аспект на промовирање на други допирање на други музички хоризонти, не само тука низ регионот, и тоа ќе го посакаме со Цеце. Знаеш дека сме ти приватни фанови. Само дали ќе имаме некакви концертни активности до крајот на годината и нешто што може да го очекуваме за стартот на следната календарска? Значи, оно што сега можам најбрзо, најскоро да го кажам, тоа е денес сме среда, така? Значи, во четврток, утре навечер. Имаме концерт, тоа треба да најавиме. Утре навечер во Public Room во Скопје ќе направиме еден концерт со мојов ансамбл. Картите се веќе во продажба на drugastrana.mk. Купете се карти. Гратиси нема. И да нема. Ограничен е просторот. И секој пат е последниот ден, и секој пат се звонење на телефони, и секој пат не стигнав, заборавив, така. Значи, тој што си планира, треба да се купи карти, треба да се учиме и да се едуцираме, бидејќи ние артистите од тоа живееме на крај. Треба да го цениме трудот. И ако ја почитуваат и сакаат за Рина Првасев, да треба да отидат и да си купат карта и да дојдат на концерт да се дружиме. Да, овој албум го чуваме и вели нели ми во кола и го слушаме. Да, нели во случајот нели на Марко или во случајот ќе кажем, јас знам дека го мислиш тоа за секој, вели светлината која што не бодри низ сиот пат до овде. Јас мислам дека вакви проекти уште многу следуваат и ќе ти го посакам. Чекаме ново ехо. Да, следна година е планирано да се случи нов албум. Веќе сме на пола во работењето и малце повеќе. Така да следна година би требало да има нов албум, би требало да има нов голем концерт, промотивен. Имам доста планови за тоа кај сакам, кои се мои следни цели во однос на... Ние те следиме и ќе те имаме повторно. Пред крајот, дали, сигурна сум дека си растела со Зоки Поки? Со Зоки Поки, да. Со Лидија и со легендарната Оливера Николова, која што за жал ни почина пред некој ден. Нека и земја, да, видов. Многу ми е жал. Какви спомени ти буди Зоки Поки? Предпоставам најубави, вака бидејќи се насмеа. Таа експресијата со господјата Оливера. Јас бидејќи живеев во Демир Хизар и буквално тоа што е нели корицата на Зоки Поки,
Тоа бев јас. Сериозно? Што ќе ми се најде, некој домат ќе скинам од вакво и трчам. Сите бетме во улогата на Зоки Поки во одреден период, како што таа знаеше често да каже, јас секој пат ќе останам дете и затоа секој пат книжевниот свет нејзин беше посветен најчесто и за децата.